Археолошкиот локалитет Грамадје во село Робово е една од најголемите антички населби во Малешевијата. Ова го докажаа со сонтажните истражувања студентите по археологија и нивните професори од Штипскиот универзитет, кои годинава трагаат по пајонските утврдувања, населби и некрополи по должината на реката Брегалница. Можеме да констатираме за постојање на три културни хоризонти. Најмладиот е римскиот културен хоризонт и има уште два културни хоризонти кои што припаѓаат на праисторијата, од кои едниот е на класичниот период, додека најстариот културен хоризонт е од бронзановото време. Освен во Робово се сондираат и локалитетите Грамадје во Владимирово и Поповрит во Берово. Археолошкиот движен материјал, керамиката и камените тегови за разбој, откриени од младите археолози, праќаат пораки од давнина за пајонците во Малешевијата. Доста интересно и тоа е привилегија, можем да кажам, бидејќи теориската настава можеме да примениме во пракса и да видиме што всушност представува археологијата и како да и сите нејзини методи и принципи кои може да се изведат и да се покажат на терен. Па како наука е доста тешка и бара многу жртви, но сепак е доста интересна и може доста да ни помогне за да откриеме што точно се случувало во минатото. Во свечената сала на Факултетот за образовни науки се одржа трибина на тема Македонија во средниот век. На трибината учествуваа доктор Митко Банов, доцент доктор Трајче Нацев, доцент доктор Звонимир Николовски, како и студентите од Институтот за историја и археологија при Универзитетот Гоце Делчев. Ова е прва научна трибина од формирањето на Институтот за историја со археологија. Во рамките на трибината, сограѓанинот Панче Кукушев донираше книги за овој институт. Млад штипијанец ја оживува македонската историја. Ѓорги Ефремов, студент на втора година по историја, реконструира и фотографира моменти од македонското минато од почетокот на 20-тиот век. Ако го споменаме Илинденското востание, ќе значи 1903, значи 19-тиот и 20-тиот век. Тие се од поновата историја, некако ни се поблиски, а и самите реквизити ги поседуваме веќе, дали од музеи или од слично, и најреално и најточно можеме да ги представиме. На овој начин Ефремов овековечува делови од историјата, но создава и уметност. Дел од сликите се целосна реконструкција, дел се уметнички дел, ќе ги наречам, или само фотографија, значи има микс од објекти, микс од настани и микс од униформи, поточно да кажам, кои не се од временскиот период, но се прикажани со цел да побудат, нели, размислување кај гледачите за кој настан станува збор, сами да се креират приказата кои се прикажани во сликата и, нели, да создаде опитно чувство за историја, за време и настан. За реализација на замисленото Ефремов позајмува костуми и оружје, ангажира волонтери за да дојде до една фотографија. До сега ги направил над 50, но ова е само вовед во друг, поголем проект. Ова само да потикна и нешто од повисоко ниво, мислам на документарна емисија, која ќе биде на повисоко ниво и ќе биде организирана заедно со Универзитетот Гоце Делчев, со професори од Скопје, нели од Скопскиот универзитет, и очекувам дека ќе биде добро. Партизаните не се предават! Документарен филм посветен на партизанскиот одред Гоце Делчев снимија Ѓорги Евтимов, Маринела Серафимова и Бисера Срцева, студенти по историја и археологија на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Снимањето документарен филм од страна на студенти не е посебна новина, но интересно во случајов е тоа што тие за тема го одбрале периодот од заднив далечната 1940-45 година. Овде се спомнуваат неколку важни личности од Штип, како што се Ванчо Прке, Тоша Арсов. Нивната идеја и цел за создавање на партизански одред и станување и создавање на едно движење кое ќе стане матрица на организирање на партизански одреди. Документарецот е работен неколку месеци, снемен е во околината на Штипа, а реквизитите се автентични. Користевме оружје, користевме униформи, секако тоа ќе се види на документарниот. Учествуваа видни професори, како што се професор доктор Тодор Чепреганов, магистар Сонја Николова, давајќи свој став и своје мислење за документарниот филм, за настанот од тој период.
Промоцијата на овој филм со наслов Штип 1940-45 ќе биде утре во мултимедијалниот центар со почеток во 19 часот. Ова е една отворена покана до сите заинтересирани да присуствуваат и да погледнат што студентите ентузијастички направија и што од овој историски настан успеа да овековечат на филм. Инаку, филмот е снимен по иницијатива на тројцата студенти, а во реализацијата голема поддршка има од Универзитетот Гоце Делчев. Студентите од Институтот за историја и археологија на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев премиерно го прикажаа документарниот филм Штип 1940-1945 партизански одред Гоце Делчев. Премиерата на филмот, која се одржа во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев, предизвика завиден интерес, со што проектот на студентите ги оправда очекувањата. Тимот составен од Маринела Серафимова, Бисера Срцева и Ѓорги Ефремов со овој документарен филм има за цел популаризирање на овој значаен настан од историјата на Штип, во кој група млади надежни интелектуалци направиле подвиг кој го платиле со живот. Во филмот присутните можеа да видат како се одвивала целата акција на група млади штипјани да организираат исфрлање на партизански одред во Штип. Овој тим на студенти од Институтот за историја и археологија и претходно има работено на повеќе проекти, како што е првата научна трибина на Институтот Македонија во средниот век, студентска трибина на тема Династијата Аргиади и проект за ревитализација на културното наследство преку меѓугранична соработка со Бугарија. Во реализацијата на филмот учествува Универзитетот Гоце Делчев Штип, Факултетот за образовни науки, Институт за историја и археологија, Националната установа Центар за култура Ацо Шопов и Центарот за односи со јавност при Универзитетот Гоце Делчев. Промовиран е документарен филм изработен од студентите на Институтот за историја и археологија при Универзитетот Гоце Делчев. Филмот е критички осврт на создавањето и брзото разбивање на партизанскиот одред Гоце Делчев. Промовиран е документарен филм изработен од студентите од Институтот за историја и археологија при Универзитетот Гоце Делчев. Во филмот е прикажан Штип во времето од 1940 до 1945 година, со акцент на создавањето и дејноста на партизанскиот одред Гоце Делчев. Станува збор за документарен филм кој се однесува на создавањето на партизанскиот одред Гоце Делчев, неговото брзо формирање, неговото уште побрзо разбивање од бугарските окупациони сили во мај 1943 година. Ние постојано ги слушаме имињата на Ванчо Пракетош Арсов и сите тие народни херои од Штип и овој настан нели е важен за Штип и затоа дојдевме до идеја да го популаризираме овој настан, да се потсетиме што тие млади луѓе направиле во тој период и да му дадеме на целокупно резиме, да создадеме слика кај граѓаните што тие млади луѓе имале за цел и што тоа реализирале. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес имаше студентска трибина во рамките на проектот на студентскиот парламент Штип академски град, на барање на студентите на Факултетот за образовни науки и студентските програми за историја и археологија. Тема на интерес на студентските трудови денес беше владењето на македонската династија Аргиати во периодот од 8 до 4 век пред новата ера. Од период од македонската историја во минатото неоправдано е запоставена и истата со децении се изучувала како дел од историјата на хелените. Историјата познава 21 владател од династијата Аргиати, основоположник е Перпика I во 707 година пред новата ера, а за крај на оваа славна династија на македонски владетели се смета Александар III Македонски до 323 година пред новата ера. 20 на млади луѓе од Македонија и Бугарија изминатите неколку дена ги учеа тајните на гранчарството. Занаед кој во Штипскиот регион е изумрен пред повеќе од половина век. Мајсторите од кичевското село Врнешница, каде што гранчарскиот занаед се уште е присутен, им го пренесоа своето знаење, зашто сведочат и овие стомни, грдниња, сувенири и икони. Учесниците велат дека ова им дава мотивација и самите да изработуваат сувенири. Ми дава мотивација и мислам дека тоа можеме да го искористиме за поголема промоција на културното наследство во нашиот град.